Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи: земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент, кој ги соединува сите и ги регулира, е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата. Добар ден, или по-добро кажано убаво попладне, драги слушатели на Радио Слободна Македонија. Еве, повторно сте во Квинтесенција и ќе се дружиме повторно сите овие денови, месеци и така натака. Посебно сега е битно нашето дружење кога се работи за преживување на Македонија онаква каква што ја знаеме, подобро кажано онаква каква што ни оставија нашите предци. Ние не можеме да се откажеме од таа света должност која имаме кон татковината. Се друго би било еден вид предавство или некоја млохавост, некоја малодушие кое би го демонстрирале, а потоа кога стварите ќе се средат на наша штета, ќе бидеме пишман, ќе бидеме тажни и ќе проколнуваме нашата судбина. Но за да не бидеме заложници на судбината, туку да ја управуваме со визии и со дела, ние треба да го почувствуваме моментот кој е битен и да реагираме сходно на очекувањата од самите состојби кои денеска станаа прилично комплицирани. А комплицирани стана, а ние веќе зборевме за тоа, затоа што многу лаги, многу лажни ветувања се воспоставија при оние злосречни избори кои беа 2 пати одлагани, па третиот пат веќе спакувани. Спакувани на најмизерен начин, на најкриминален начин што досега сме го виделе, суптилно, подкрепено од одредени структури на меѓународната, но исто така и од други криминални мафијашки структури кои учествуваа многу интензивно и многу скрупулозно, би рекол, во овие избори, фактички одредувајќи цели зони за интервенција со пари. Не толку со пропаганда. Пропагандата беше многу тенка и глупава, но кога таа е подкрепена со известна сума пари, тогаш станува релевантна и мотивирачка. Така и овие избори завршија така како што и завршија, но тие отворија маса нови проблеми, зашто самиот план на чадорот беше сосема поинаков од она во што влезе целата состојба. А состојбата влезе во така наречена пат ситуација. После ние се не бевме слушнале цели 2,5 месеца и затоа не можевме на некој начин во овој скромен термин да ги анализираме сите нешта, но има тука луѓе кои сето тоа го правеа, а исто така и медиумите кои се патриотски ориентирани, тоест се легалистички ориентирани кон македонската држава, ја одработуваа својата работа за бенефит и за граѓанството, и за државата, и за сите луѓе кои се засегнати од ваквите манипулации на чадорот и домашните предавници. Но сега работите некако се исчистуваат, се деконструираат и нештата излегуваат на површина. Тие мора да излезат на површина за да народот види со што дила, што се случува всушност. И виде, затоа што полека, но сигурно договорот помеѓу албанските партии и СДСМ, која е најголемата албанска партија, предпоставувам, се договараат на еден начин кој е нетранспарентен, но едноставно излегуваат содржиниот тој договор, кои го соблазнуваат и пренеразуваат македонскиот граѓанин, не само од македонската етничка групација, туку и сите други, зашто оваа држава е составена од повеќе етнички групации кои живеат во една симбиоза, понекогаш дури во синергија. Тоа не треба никако да се растури, затоа што тоа е пред се човечки, морално, етички, на тој начин човекот сублимира во она што е негова судбина,
odredena od kosmičkиот ум, да се просветли, да доживее едно видување кое ќе го обестраши и ќе го направи достоинствен, исполнет со живот и надеж, но уште повеќе ќе го обожи и ќе го продухови. Затоа, драги слушатели на Радио Слободна Македонија, денеска е еден многу невралгичен ден, многу битен момент за сите нас, кои на некој начин сакаме да ја сочуваме оваа држава и да го сочуваме редот и мирот во државата, но и незиниот просперитет. Затоа овој ден, и не само овој ден, целата мината недела и пред тоа е пронижена со една значајна борба за тие принципи, за тие вредности кои секој општество го красат и го прават пристојно место за живење. Еве денеска во овие моменти сега се собираат граѓаните на Скопје да изразат уште еднаш свое несогласување со она што се случува од другата страна, од сите тие мешатари кои прекршија многу принципи кои беа воспоставени сите овие години на еден релативен мир, би рекол 10 годишен релативен мир, но и пред тоа. Значи, принципите беа да си иде победник со победник. Тој принцип на така наречениот, кој произлезе од така наречениот Мајски договор, е всушност нешто што воспоставуваше баланс во македонското општество. Но после појавувањето на оваа злосречна платформа која е толку незграпно и невешто напишана што навистина соблазнува, па дури и тера на помисла дека всушност тоа е еден вид провокација, значи провокација која би предизвикала судир при кој авторите на таа платформа се надеваат дека ќе дојде до десолуција на системот или до можно отцепување на териториите. Значи, ова не е никаква платформа за некакви човекови права или некои проширувања на можностите за употреба на албанскиот јазик. Исто така и самите гласачи албанци воопшто не беа прашани апропо оваа платформа. Едноставно, мислам дека се работи за обид да се создаде една веќе и воена криза, која на некој начин би била предуслов за отцепување на нивните општини кои ги добија со оној подмолен договор, кога мадам Шекеринска рече дека некои прашања не заслужуваат одговор и на тој начин го саботираше референдумот кој не успеа во тоа време да го обезбеди она што беше многу значајно за македонската држава. Но ако се свртиме наназад, ќе видиме дека сите овие 25 години ние влегуваме од пораз во пораз, од продавање на национални интереси во продавање на нови национални интереси, и тоа сето го прави, или барем грото тоа го прави една партија која произлезе како наследничка на Сојузот на комунистите на Македонија. Тука би интервенирал со една мала дигресија. Апропо овој парадокс на наследниците кои испаднаа неспособни и недоветни и кои почнаа да ги продаваат националните интереси за да може да се одржат на власт. Има една стара македонска поговорка која вели: брза кучка слепи кучиња раѓа. И тоа може и да се примени ако Сојузот на комунистите беше една солидна организација која долго време доминираше на некој начин во смисол на бившата СФРЈ со геостратегиските доминанти на Балканот, би рекол, па дури и пошироко. Знаеме дека со третиот свет, тоа со неврзаните, Тито успеа да го прошири влијанието на Белград, тоа на бившата СФРЈ и надвор од самите граници на Европа. Значи, имаше тој своји сојузници и во Африка, и во Азија, и во Јужна Америка.
Тоа беше една кулминација на една инвентивна, би рекол, политика, која иако имаше своји дубиози, сепак како мејнстрим успеа да избилда една значајна моќ и со тоа нашата бивша држава да ја воспостави како многу значаен фактор на светската политика. Но сето тоа се распадна, нели, кога отиде Тито, Бог да го прости, нештата отидоа во тотална десолуција, од една страна подпомогнати од разни субверзивни сили внатре во државата кои кокетираа со одредени радикализми и национализми, а надвор од неа тоа беа странските моќни разузнувачки служби и одредени типови на финансиери на сите тие тајни акции за десолуција на СФРЈ, а тоа беа луѓе слични на Сорос, а може би самиот Сорос во тоа време действувал на тој начин, но бил многу подобро покриен отколку што е денес. Денеска самиот Џорџ Сорос е раскринкан и тој веќе е на црната листа на новата Трампова администрација. Ако тргнеме по принципот непријателот на мојот непријател е мојот пријател или сојузник, како сакате, тогаш јасна е ситуацијата. Јасна е ситуацијата исто така апропо она што се случи последнава недела, која беше круцијална, претпоставам, за зачувување на македонскиот поредок онаков каков што граѓаните или огромен дел од граѓаните на Република Македонија го сакаат. Тоа е унитарна, мултиетничка Македонија која почива на граѓански принципи. Овој настан со платформата која, by the way, е подмално подметната, нели, после изборите, што значи дека гласачите немаа можност да се запознаат предизборно со неа, па да го дадат гласот свој визави своите очекувања и визии, е всушност оној голем залак кој ќе угуши многу политички играчи на оваа сцена. Тој голем залак кој не може да го голтнат, сега е застанат помеѓу устата и грлото и тие како да се гушат во некаква агонија. Една од главните ситуации која на некој начин судбински се наложи во однос на историјата на македонската држава, поновата секако историја на македонската држава, е силниот настап на председателот Ѓорѓе Иванов, кој на еден патриотски, чесен и доследен начин во согласност со својата многу значајна одговорност која доби историска магнитуда во овие денови, направи нешто што до денес во овие 25 години не е видено во контекст на политиката на Балканот, би рекол, кој беше многу субмисивен и сервилен. Секако тука има луѓе со јака кичма, тука пред се би го поентирал господинот Додик од Република Српска, кој исто така покажа силен профил и херојски атитуд. Може исто да се каже дека и самиот Слободан Милошевиќ на некој начин и покрај неговите политички грешки и погрешни потези во едно многу невралгично време, кое се однесуваше не само на просторите на бивша Југославија, туку и на цела Источна Европа, време кое уследи после пагањето на Берлинскиот зид и време кога наместо да се држа до договорот Реган-Горби, едноставно Западот реши да продира на исток, да го прекрши тој договор и едноставно да демонстрира сила за другите да бидат покорни со тоа што ќе ги исплаши, ќе им демонстрира една страотна суровост и воена супериорност и на тој начин ќе обезбеди, што би рекле балгарите, едно благополучно и непопречено владење. И тоа тераше некои десетина години, но во меѓувреме дојде до издигнување на Русија и Кина како светски сили, а Америка со своите политики на замешување и создавање на квислиншки, да не кажам марионетски влади,
целиот свој кредибилитет го потроши и што е најбитно се случи една коренита промена тамо со изборот на господинот Доналд Трамп за председател на САД. Со тоа, значи, се стави точка на една нечовечна, една мизантропска политика која владееше сите овие години, се до овој момент. Но и тој момент не донесе радикални промени одеднаш. Затоа што неолибералите се многу жилави и тие се чипчат и се борат за своите позиции. Прават најразлични субверзии и обструкции на новата администрација и сакаат да направат што е можно повеќе проблеми за да го искомпромитираат владењето на новиот председател на United States of America. Но тоа тешко ќе им оди, затоа што сите тие луѓе кои на некој начин му помагаат и се дел од тимот на Трамп се исклучително способни луѓе кои имаат не само организацијско, туку и политичко искуство. Затоа многу е значајно ние да можеме тоа да го увидиме на еден многу по-бистар начин, без сите оние фейк ньюс кои се случуваат и кои го заматуваат погледот, но исто така и ги внесуваат сите конструктивни анализи во една магловитост, во една хаотичност. Но има луѓе кои се способни и покрај сите тие пречки да го видат она што е, да ја спознаат реалноста и да извлечат одредени консеквенци, па дури и да организираат одредени стратегии кои би биле полезни за нивните граѓани, за нивните народи и држави. Така и ова се случува токму во еден паралелизам. Додека новите сили кои треба да зацарат со американското општество, а и оние кои треба да се воспостават во Велика Британија, полекано сигурно ги зафаќаат позициите, така и ние, значи, синхроно делуваме против сите тие инсталации кои беа создадени од бившиот режим на Соединетите Американски држави и сега се уште се обидуваат да дејствуваат, да ги довршат своите планови, но тој што знае да го прави тоа, да ги анализира добро работите, ќе види дека сега е еден многу добар момент да се истапи, народот да излезе, мотивот е огромен, тоа е за зачување на државниот поредок, на уставниот поредок и на конституцијата на самата држава Македонија. Ова е нешто што досега не сме имале прилика да го искусиме. Иако имало и демонстрации и протести и незадоволства, но мислам дека ова е првиот таков протест кој ќе вроди со успешна реализација и протести кои ќе создадат пледоаје за чистење на македонската политичка сцена од сите оние замешателства на странските служби, сите оние квислиншки моменти, структури кои се крмеа од парите на Џорџ Сорос и од USAID, која видовме дека уствари беше на некој начин манипулирана од американскиот амбасадор, кој сега е под истрага на 3 дури комисии, и тоа ќе биде крај на една кариера на човек кој едноставно самиот за себе велеше дека е дипломат од кариера. Квинтесенција со Ацо Станковски. Значи, уште во старт, кога платформата на албанските партии излезе на виделина, веднаш беше јасно дека тој документ е субверзивен, па дури еден вид на еуфемистички тип на објава на војна. Ако добро го прочитате, сите тие нешта се толку неприфатливи за било кој достоинствен и нормален народ, што навистина вознемируваат и тераат на разни екстремни помисли.
Ние можеме да се сетиме како тоа беше правено со СР Југославија, кога беше понуден договорот од Рамбује. Тоа беше пледоаје во бомбардирањата од страна НАТО врз СР Југославија. 970 милиони луѓе со своите војски удрија на еден мал народ, балкански од 9 милиони. Но тоа е веќе стара епска традиција на овие народи, на јужнословенските народи, кои никако да имаат мир последниве неколку века, цело време судирајќи се те со наезди од истокот, те со наезди од западот. И сето тоа создава една закоравеност, па дури една длабинска скепса кон сите оние кои нудат некаков тип на договори. Тие сите треба да се видат прво како тројански коњи, а потоа да се разгледаат нештата, затоа што искуството говори за големи премрежија и не баш позитивни настојувања, поточно вешто склепани манипулации кои треба да не стават во едно неоколонијално робство. Сите нас, посебно православните народи на Балканот и во светот исто така, не само на Балканот. Но во секој случај сите тие турбуленции кои се случија во последно време со западната хемисфера создадоа ситуација на голем хаос. Хаос кој всушност почна да се разрешува само од себе, како сите нешта што се разрешуваат сами од себе поведени од космичката сила. Во овој хаос се случија неколку значајни антиглобалистички исчекори на одредени народи на западната хемисфера, би рекол дури оние водечки кои ја креираат во последните 50 години целата менталитетска матрица на Западот. Прво тоа беше Брекзит, кога Британија излезе од Европската Унија, а излезе затоа што народот веќе не можеше да го поднесе тој бирократски режим, тој тираниски режим на одредена група евробирократи кои без подршка и без да бидат изгласани од народот заседнуваат во фотелите на одлучување и прават све поголеми хаоси и поужасни типови на систем кој станува неподнослив, посебно за оние народи кои имаат достоинство, кои имаат силна традиција и кои имаат корен, но исто така и визија за еднината. Тој неслободарски режим кој доаѓа од Брисел, ако е нејак и лигав, но обстојуваше со помош на неолибералните олигархиски структури и самата влада на Америка која пропадна после изборите од 2016 година, беше вистинска тиранија за целиот западен свет. Денес тоа полека се повлекува, но една таква голема мрежа која действуваше на неколку континенти, би рекол дека ќе треба повеќе време за да се деинсталира. Тој процес на деинсталација е еден магматски, лимбовски период во кој сите тие сили действуваат и се обидуваат да ги довршат своите проекти. Тоа го гледаме на теренот на Република Македонија, каде планерот на овој преврат што требаше да се случи со изборите, нели предвремените избори во Република Македонија, всушност почна да го фаќа паника и да влече потези кои се многу несмасни и кои се видливи, исто така и провокативни. Поради недостаток на време, поради сето тоа што едноставно се случува на еден турбо ниво и се уште други структури политички во одредени битни земји за Европската Унија најавуваат слични потези како што тоа беше со британците, верувам дека ги фати еден вид на цајтнот кој продуцира панични реакции и последните неколку потези нивни беа на вистина, би рекол, во голема мера провокативни и прилично неуспешни. И
токму поради тоа им се случува сега што се случува, а тоа е народот. Значи, овие протести кои полека и све повеќе и повеќе се зголемуваат, добиваат на габарит, на сила, на инертна маса, се она што ќе биде зид кој ќе ги спречи тие антимакедонски сили да се организираат во формација која би успеала да ја приграби власта. Значи, сега народот создаде еден гигантски зид, еден непремостив зид, еден жив зид, кој нема да им дозволи на овие квислиншки структури да влезат во системот и да почнат да го дизајнираат по своја волја. Ние знаеме што би се случило кога тоа би било реалност. Тоа би било крај на Република Македонија и веројатно еден конфликт со несогледливи последици. Вака народот, кој си го бара своето, кој е прелажан и изманипулиран од страна на предсе на Социјалдемократскиот сојуз, едноставно реши да се разбуди и да воспостави црвено-жолти линии, всушност линии кои веќе не можат да се толерираат да бидат поминати од сите овие опортуни сили кои на некој начин претендираат на власта. Джаби се нивните лаги, джаби е нивната реторика. Едноставно народот ги провали и сега веќе нема назад. Кај ќе одат? Каде ќе ја прават својата влада? Во Жена парк ли или во некоја кафана во Тетово? Се се тоа помалце романтични, карикатурални ситуации кои само можат да предизведат извесен хумор и сатира кај граѓаните на Република Македонија. Од друга страна, сапортот е мал, затоа што тие што ги поддржуваа веќе ја напуштаат сцената и по некој мал оглас ќе се чуе, а она што доаѓа од Брисел никој не го ферма затоа што знаа дека Брисел беше само обична марионета на американците. Сега и Брисел е под удар, они се исплашени. Новата администрација на Трамп не сака таква лавиринтична и обскурна организација која би ги саботирала односите помеѓу Соединетите американски држави и Европа. Трамп сака билатерала, тој сака да се види со луѓето кои имаат легитимна власт, кои се избрани од народот, а не некои евробюрократи кои се алиенирани во однос на народот и кои создаваат некои своји простори, некои своји бункери на политичка моќ кои немаат никаква врска со реалноста, нити пак со потребите на народите со кои управува таа монструозна организација која е веќе во заминување и во пропагање. Ја видовте господјата Могерини како беше мизерна и тука која се сретна со господинот Ѓорѓе Иванов кој ја кажа ситуацијата, те она се обиде да спинува нешто со уставот, инагуирајќи го оној дел член 90-та, воопшто не сакаше да се соочи со членот 84 кој кажува некои други работи. Значи, тие нивни двојни аршини функционираат на секое место и во секое време. Затоа ќе бидат запомнети во историја како лажливци, како луѓе манипулатори, како една негативна пројава во историјата на Европа. Кога отиде во Србија, тамо беше навистина дочекана, што се вика, со една непријателска вибрација, која произлезе од шешелјевите радикали, кои нели скандира Србија, Русија, не треба нам Унија. И тука она всушност се соочи со целата реалност што се однесува до авторитетот на Европската Унија визави Балканот. Конклузија од тоа би била, ако нема авторитет врз такви мизерни држави и народи како што се Балканците, ова под наводници го говорам, моето мислење е сосема спротивно, дека Балканецот има капацитети и човечки, и морални, и животни, и творечки. Значи, кога виде дека тие народи за кои евробюрократите од Европската Унија имаат подценувачки однос
се достоинствени и ресантно одговорија не, таа се врати поразена назад во своето дугло во Брисел и сега ќе се обиде нешто да мешетари на тој план, но нема никакви капацитети. Што се однесува до Америка, значи, тие даваат сигнали дека македонската држава треба да се уреди онака како што сака народот и на некој начин би им било атер конзервативните структури, подобни на оние кои полека ја навјасуваат администрацијата во United States of America, би дошле до израз, а тука секако дека има полноважечка улога самата перцепција на договорите кои се остварени во однос на самиот политички систем во Македонија. Значи, победникот со победникот, мајскиот договор, кој овој пат најголемата, барем номинално партија ДУИ го прекрши и со тоа го погази својот збор. На тој начин ги навреди сопствените гласачи, но и албанците, како луѓе кои не држат до збор и кои лажат. Значи, порано на некој начин зборот беса или даден збор беше светиња, но гледаме дека овие неолибералистички струи, целата конфузија и хаос кој владее во државата го компромитира и го корумпира и тој дел од достоинството на овој народ, па сега неговите представници на најмизерен начин всушност ретерираат и не го одржуваат зборот. Тоа неодржување на зборот фактички значи дека веќе не може да им се верува и дека никогаш веќе нема да им се верува и ако дојде до одредени ситуации ќе бидат акцептирани како непријател. Од друга страна имаме една партија која е полна со предавници кои за вечера би ја продале верата и тоа го видовме. Дури и сега кога полека излегуваат сите тие сегменти од договорот помеѓу СДСМ и ДУИ, тоест албанските партии, апропо платформата, гледаме дека тие еден дел од нив воопшто не се потресуваат, хипнотизирани од магичноста на власта. За нив, ако македонската држава се подели, окей, мислам, тие говорат дека ние не заслужуваме да имаме држава, дека ние сме слаб народ, дека немаме капацитети да ја очуваме таа држава и дека тоа е волја на некои поголеми сили кои управуваат со геостратегијата на планетава. Но тоа е само едно мрачно алиби кој само говори за нивниот недостаток од етика, од морал, од достоинство. Се работи за еден вид луѓе кои се толку материјалистички и опортуни што понекогаш ми личат на глувци. Значи, овие луѓе глувци кои на некој начин се уште го поддржуваат овој конгломерат од антимакедонски структури и понатака сонувајќи дека сега е нивниот момент, дека ќе станат директори, министри или било што друго, управувачи, и на тој начин ќе дојдат во позиција да исцрпуваат пари од буџетот и повторно да се раскрадат како тоа што го правеа во 90-тите или помеѓу 2002-2006, се како леминзи трчаат кон небиднината, трчаат кон гибелта. Значи, тоа е како еден вид програм кој они го имаат и не отстапуваат. Но за среќа еден дел од тие луѓе кои гласале за Социјалдемократскиот сојуз сега полека, но сигурно се освестуваат. Гледаат дека направиле катастрофална грешка, дека направиле животна грешка и веројатно совеста во нив проработува и тие влегуваат во овие протести кои може да се претворат и во револуција. Све зависи од потезите на другата страна. Доколку другата страна почне да се однесува агресивно или да го бара своето вон уставот со некакви алтернативни псевдополитички средства, тогаш ова ќе се претвори во револуција и многу ќе се радикализира, па може да дојде и до екстерминација на тие структури. Исто така, во случај на радикализација
може да дојде до повторна интервенција на председателството, со тоа што врховниот командант, председателот Ѓорѓе Иванов, би можел да повлече многу силни потези и тоа би било веројатно крај на кризата. Така би се окончала оваа криза со тоа што сите тие структури кои би создавале хаос и радикализам, а кои се представници на одредени политички чинители, би биле всушност фатени и затворени, и тоа не од цивилни судови, туку од воен суд, кој е многу поригорозен и многу поцелисходен и многу пооперативен. На тој начин конечно ќе дојдат пред лицето на правдата и нема да ги има сите оние корумпирани судии кои на чуден начин или исплашени судии свеедно не може да направат едно рочиште со господинот Заев. А какви се тие оправдувања? Имал средба вамо, имал средба тамо. Тоа се нелогични оправдувања. Тоа едноставно е неприфатливо за еден суд кој има сертификат од државата и кој треба да работи според принципите на Уставот. Во секој случај би додал на сето ова дека револуцијата или сега се уште протести се окрупнува, све повеќе и повеќе луѓе доаѓаат, излегуваат. Ги слушам тука, нашето радио е позиционирано одма наспроти владата на Илинденска 9. Беше неколку пати вандализирано од шарените. За разлика од шарените, овие луѓе се толку пристојни и дисциплинирани, нема никаква агресија. Се сеќавам кога работевме тука заблиндирани со овие челични ролетни, тие удираа со своите рогови како безумни говеда за да пројдат и два пати го вандализираа радиото, доведувајќи ги вработените во ситуација да се бранат, како што се бранеа фантастичните борци на Дейви Крокет, кога војските на Сантилјана и на Санта Ана се обидоа да го заземат Аламо. И тоа се за мене вистински херои. Сите овие луѓе што успеа да го одбранат радиото кога шарените како бесни пци нападнаа. А сега, драги слушатели, одморете се малце со рекламите кои воспоставуваат една сосема поинаква реалност од оваа наша политичка реалност. Квинтесенција со Ацо Станковски. Драги слушатели на Радио Слободна Македонија, вие сите патриотски сили, сите вие граѓани на Македонија кои си ја сакате татковината како што секое живо суштество го сака своето дубленце во кое живее и се остварува, одмара и сонува, спие и ги прави сите оние работи кои животот ги наложува, би сакал да воспоставам едно мало резиме, поточно да инаугурирам 3 битни пункта во големата борба против глобализмот. Значи, покрај првите два кои се воспоставија на светско ниво, како што е Брекзитот, со кој Велика Британија излезе од Европската унија и се спаси од бродот кој тоне, а потоа Трампвин, победата на сите оние сили кои се антинеолибералистички, антиолигархиски, кои сакаат повторно, човекот, обичниот човек да го земат во заштита и да му го направат животот подобар. Исто така овде во Македонија се случува нешто многу значајно, а тоа е феноменот на МакПат. МакПат е македонски пат. Знаете што е тоа пат во шаховската игра? Тоа е кога кралот на противникот е доведен во една таква позиција што не можете да го матирате, значи што избрал една совршена стратешка позиција, а оној негов опонент кој сака да победи, нема веќе потеси, ако има огромна материјална предност, но не може да извојува победата. Па така шахистите или шаховските стручњаци знаат дека позицијата на пат не е само реми, туку е нешто повеќе од тоа. Како еден вид би рекол дека е тоа морална победа, затоа што тој што све изгубил и што е пред мат,
едноставно успеал да ја анулира материјалната и стратегиската предност на противникот и да издействува некоја позиција која не оди ни лево ни десно. Оваа пат позиција што македонскиот народ ја издействува во ситуацијата, а која беше предвидена да го утепа, да го убие и да го претвори во неоколонијален роб, е всушност исто така една голема придобивка за антиглобалистичката револуција која се случува во светот. И не случајно Македонија се појавува на тикерите и воопшто во вестите, во американските медиуми, пред се во оние медиуми кои се од конзервативна провиниенција, тоест блиски на администрацијата на Трамп, како што е Breitbart радиото или, например, Fox News или Heritage со своето објавување и писанија кои ја анализираат ситуацијата во Македонија и им ја представуваат на американските граѓани. Таа е представена во позитивно светло во смисол на борба на македонскиот народ против сите овие неолибералистички структури и сите оние шпиунски структури, како и оние, да ги наречеме, тајно јавни играчи на светската сцена, како што е Џорџ Сорос, кои имаат одредени помалце луди концепции за создавање некакви општества без корен, без визија и без покритие, без морално покритие, би рекол. Во секој случај, оваа револуција и како е потребна на Македонија. Ова е спасоносна револуција и ова е, можеби, првата антиглобалистичка револуција која се случува во овој дел од светот. Затоа Македонија, иако мала, таа е многу значајна држава затоа што ги рефлектира големите светски промени како еден вид на невралгична точка, што би рекле старите латини catena mundi или копчата на светот. Што значи дека Македонија е еден чудесен геополитички радар кој ги насетува нештата и брзо реагира. Во тој контекст би изразил голема восхит за граѓаните и граѓанките на Македонија, за оние кои ја чувствуваат политиката, состојбите во светот, а пред се моралот и правичноста. Сега тие луѓе се собираат и го кажуваат своето не. Планерите на овој конспиративен потфат мислеа дека македонскиот народ е глуп, туп и неспособен за далje школување, што би рекле србите. Но испадна дека всушност нема везе со тоа, дека тоа е еден кроток народ, толерантен, но кога се загрозени неговите круцијални интереси, тој покажува дека е многу едуциран на политички план, дека ги разбира состојбите, дека има осет за психологија и дека реагира, иако навидум во последен момент, но всушност во вистинскиот момент. Драги слушатели, јас ве поздравувам во овој момент, ви посакувам све најубаво, ви посакувам многу успех во борбата за унитарна, независна, суверена Македонија, Македонија, држава на македонските граѓани, каде што секоја етничка заедница има свое достоинство и простор за културно издигнување и развој и за една позитивна интеракција и, ако сакате, љубов меѓу сите тие заедници, зашто ние не сме алиенирани, ние сме сите испомешани во еден прекрасен и совршен соживот од кој можат да учат многу и далеку технолошки понапредни и цивилизирани држави од Македонија. А сега јас ве поздравувам, драги слушатели. Ова беше Квинтесенција со Ацо Станковски, Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Денеска е 6 март 2017 лето Божје. До слушање. Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи: земја, вода, воздух, оган.
А петтиот елемент кој ги соединува сите и ги регулира е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата.